председателка на Законодавно-правната комисија, имено и претходните дискутанти кои што говореа по однос на овој амандман, а јас за истиот говорев и на Комисијата за финансирање и буџет. Јавноста знае дека се работи за амандманско преточување на барањето од Сојузот на синдикати на Македонија. Тоа беше покачување од 15% на вработените во јавната администрација. Многу добро јавноста знае дека ова барање беше преточено во амандмани кога се зборуваше за ребалансот за буџетот за 2022 година, кога од страна на власта на Сојузот на синдикати му беше одговорено дека ова барање или ќе им биде одоброволено со втор ребаланс доколку го има, а доколку го нема, тогаш сигурно со буџетот за 2023 година. Тоа не се случи, ние затоа повторно на барање на Сојузот на синдикати преточивме ваков амандман и на Комисијата за финансирање и буџет истиот беше усвоен со 6 гласа за, ниту еден против, ниту еден воздржан. И јас малку сум зачудена од односот на колегите пратеници од власта. Прво, може би пред време, дај Боже да е така, пред време да зборуваме и предупредуваме, може би тука ќе се освестат колегите пратеници од власта дека овде улогата на пратеникот е да ја контролира извршната власт, односно да се попречи да застане на страната на оние кои што не гласале, бидејќи токму ние пратениците секој од нас бил на некоја пратеничка листа во 2020 година и токму ние сме биле во директен контакт со нашите гласачи, со граѓаните на Република Македонија и токму ние се надевам не мора да има следни избори, не мора да сме кандидати, но треба да се погледаме со сите луѓе во очи, а само пред 4 месеци, како што кажав, на Сојузот на синдикати им кажавте дека ова нивно барање ќе биде одоброволено. Она што ме наведува на фактот да се сомневам дека тука владеачкото мнозинство ќе гласа против овој амандман, иако како што кажаа моите колеги правници предходно дека апсолутно нема таква улога и функција Законодавно-правната комисија на ова собрание, бидејќи не се работи ниту за некој амандман, односно закон кој што е спротивен на устав или има некој пречки од технички карактер, значи се работи за амандман кој што на КФВ бил усвоен од страна на мнозинство пратеници и сега како и за сите останати би требало и тука само да се проследи неговото усвојување. Јас жалам доколку биде така што колегите пратеници од ова владеачко мнозинство актуелно нема да искористат можноста тоа што не беа во доволен број присутни на Комисијата за финансирање и буџет кога се одлучуваше по однос на овој амандман, наместо да го искористеа тоа како една заштита, односно бариера од тоа дека би гласале против овој амандман, тие денес имаат можност или тоа да го потврдат, или да ги потврдат нашите сомнежи. Не гледам дека такво нешто би се случило, бидејќи стартот на Законодавно-правната комисија, иако во салава имаше доволен број на присутни пратеници, без разлика дали власт и опозиција, нели секојаш власта вели дека не била должна само таа кворумот да го формира на седници, овде имаше доволен број на присутни пратеници за кворум, сепак не започна додека не дојде доволен број на присутни пратеници од власта, што ме наведува на тоа да се плашам дека вие ќе изберете наместо еве преку пратениците на опозицијата да се заштитите од нападите на Сојузот на синдикати на Македонија, односно вработените во јавна администрација не се така малку на број во Република Македонија, што вие би се одлучиле да го потврдите она за што говоревте или еве да си го противречите ставот или како да кажам да си ја одбраните извршната власт наместо да си го одбраните вашиот статут на пратеници, бидејќи пратениците се во улога на носење на закони, во улога на корекција, ако може да се така каже, на извршната власт. Наместо вие тука да допрете и жешкиот костен да го префрлите во рацете на извршната власт, вие, дај Боже да не сум во право, но изгледа дека сакате да си ја превземете таа храбра улога на превземање на одговорност и затоа не случајно велам дека овде служите само како подрачна единица на владата, а нималку како коректор или како пренесувачи, односно удоволувачи на гласот на народот. И само за крај, за да не се повторувам со моите колеги, последен апел упатувам до колегите од мнозинството
мнозинството, затоа што во спротивно, доколку на законодавно-правната комисија, каде што немаат право да го поништат усвоениот амандман на Комисија за финансирање и буџет, во тој случај и за пратениците на мнозинството, платите на јавната администрација имаат помалку важност од она најзлоупотребувана ставка од сите буџети на власта, тоа е ставката 464 и разни трансфери, бидејќи ние убаво во нашиот предлог амандман за забарањето на Сојузот на синдикати ви кажавме од каде можат да се најдат средства, тие може средства да се најдат од оваа ставка, најзлоупотребувана, која што е напумпана со овој буџет со 28 милиарди 494 милиони и 749 илјади денари. Ние од тука ви предложивме да се издвои оваа сума од 4,5 милиарди денари за вие да бидете носители на овој храбар чекор, а не да се криете тука, односно да бидете штит на владата, наместо да ја префрлите одговорноста кон владата, па таа нека се снаоѓа. Пратениците на опозицијата биле тие кои што го изгласале, барем вие да се повлечете и тука нека се расправа со жешкиот костан извршната власт. Вие имате се помешано извршна со законодавно и ова ви е последна можност да докажете дека не сум во право, да докажете дека сте за покачување на 15% на платите во јавната администрација и конечно дека она што го велите раздвоен буџет, дека вложувате во човечки капитал, дека следуваат години на економија, дека ова ќе бил економски бум ќе следувал и така натаму, еве ви можност тоа да го докажете. Во спротивно, како што реков, побитни ќе ви се разните трансфери отколку 15% покачување на платите во јавната администрација. Благодарам многу.